почитувани, добар ден и добре ни дојдовте во програмата Радиото што се гледа. Денеска ќе зборуваме за македонската музика, за македонската естрада и тоа со една моја многу драга пријателка и гостинка, со која што се знаеме многу одамна, работејци во различни медиуми, но никогаш не била гостин во програма, и тоа во програма каде што се зборува за музика, што значи на нејзино тло. Станува збор за почитуваната Билјана Крнчевска, водител, новинар, во моментов дописник за еден странски медиум, Светот на естрадата. Тоа е српски медиум, портал кој што се издава и во, како весник се издава и во Австралија. Многу ми е драго што ќе можеме да проговориме за моменталните состојби во македонската естрада, но исто така ќе проговориме за нешто што ќе се случува овде в недела вечер, а тоа е Иселеничкиот фолк фестивал. Добре ни дојде. Фала Горде за убавата најава, поздрав за вашите слушатели, за ценетите колеги за убавиот пречек и еве, имам чест и задоволство да ги поздравам прилепчани, вака непосредно преку овој медиум, кој што знам дека се слуша, го сакаат, нивни медиуме на некој начин, и тоа на некој начин верувам дека ќе ни овозможи денеска да бидеме поприсни, поотворени, поискрени, тоа е поентата и на ова гостување. Тоа е основната работа, бидејќи секогаш сме искрени, особено кога сме во овој состав. Новинарите знаат да бидат искрени и реални. И драго ми е што има медиум кај што немаме ограничувања, кај што немаме табу теми како во последно време, нели, што се соочуваат новинарите. Јас работам за портал од Австралија, чиј собственик е србин. Немам ограничувања во начинот на размислување и изразување. Дознав дека и вие овдека немате никакви ограничувања, значи сме свои на своето, па можеме буквално да се расприкажеме. Да. Драго ми е. Инаку со Билјана, само да ги запознам нашите слушатели и гледачи, работевме заедно во Радио Соник. Уште од времето, што би се рекло, порно години, да не спомнуваме. Едно од првите приватни радија во Македонија, не само во Прилеп, заедно работевме во Центарот за печат радио и телевизија Прилеп. И навистина ми е драго, еве уште еднаш ќе речам дека и се надевам, ова можеби ќе биде некој поттик за заедничка соработка во иднина, затоа што искрено ни недостигаат водители како тебе. Таа слобода што имаш како човек, како дух, да ја пренесеш преку медиумот, преку микрофонот до публиката. Билјана, она што на почетокот би сакала да проговориме е во однос на Иселеничкиот фолк фестивал, кој што ќе биде в недела од 20 часот на Камената бина тука во центарот на Прилеп. Ти си водителка на тој фестивал. Да, водител. Ние разговаравме со Орце Ристески, организаторот, но еве подетално да се запознаеме кој се ќе биде гостин, на каков начин сето тоа се организира. Според она што тој најави, навистина има еминентни естрадни звезди во Македонија. Баш така. Јас овој фестивал го доживувам на еден начин како своевиден камбек личен, затоа што подолго време имав направено пауза со водителските настапи конкретно, меѓутоа новинарството беше, нели, во опција. На покана од Ордан Ристески одлучив да го прифатам тој предизвик и драго ми е што ќе можам со прилепчани во недела да се дружиме, значи на Камената бина, како што спомена, на Александрија плоштадот. Фестивалот започнува од 20 часот. Она што би го истакнала е дека ова е всушност една манифестација, еден настан, поклон од прилепчанец за прилепчани. Ордан Ристески е наш иселеник од Германија, кој што е голем љубител на музиката, своевремено нели снимаше, сега е човек во пензија, во години, меѓутоа љубовта кон градот, кон музиката на некој начин сакаше ете вака да ја покаже, и драго ми е што тој не спаѓа во онаа група на луѓе кои што гледаат да профитираат од такви настани. Значи го работи исклучително ентузијастички, сопствени пари вложува, сопствено време, сопствени нерви во сета ова организација, и нема никакво очекување. Сака да направи само еден настан кој ќе ги задоволи, да речем, вкусовите на прилепчани, ќе им донесе едни реномирани, како што спомнат, звезди, кои што се баш од оној стар калибар на професионалци, кои
кои беа на естрадата некогаш, сега се поретко ги има, нормално со годините се речат. Така да мислам дека ќе биде тоа една убава програма во која сите ќе уживаме, 20 интерпретатори се. Еве јас да споменам кои се ќе бидат во учесниците, значи Славка Младеновска ќе ја видиме после толку години. Таа доаѓа од Шведска, па Алекс Отришковски од Швајцарија, Лилјана Стоилкова од Шведска, Маријан Васковски од Австралија, нашиот Пеце Даскаловски даскалот кој што нели е повратник, не е повратник, се уште живее, меѓутоа од Америка, Георгија Тримчевски од Германија, Барбара Јаковлевска од Швајцарија, Зоран Далчевски од Америка, Левко Блажевски Австралија, Гришо Тришковски Швајцарија, Јоцо Стоилковски заедно во дует со Петар Нечовски ќе настапат. Иначе Јоцо доаѓа од Италија, Љупчо Јовановски Бубе од Австралија, потоа Орде ќе настапи, организаторот и уметничкиот директор Павле Кајмаковски од Австрија, Барбара Јаковлевска заедно со Благица Павловска ќе изведат една песна, Горан Ристевски од Германија, Перо Христов кој што живее повремено во Америка, Нада Ангеловска од Австралија, Мишко Микеле Србиновски од Америка, потоа Драган Драгаш од Шведска, Зоран Банев од Швајцарија и за крај завршуваме со Софија Кочевска и Јордан Ристевски во дует. Така е некако замислена таа програма, тоа сценарио. Да, тоа се 20 изведувачи, Да, 20. кои што ќе настапат со препознатливи мелодии. Да, тие веќе на овој фестивал практично изведуваат изведени, мислам, нивни песни, од нивниот репертоар бираат песни кои што на некој начин им се препознатливи или тие одлучиле да ги испеат, значи не се ова ново компонирани песни, така да публиката веќе ќе ги знае тие песни и ќе ужива во изведбата на интерпретаторите. Затоа очекувам да има убава енергија, очекувам да биде убава вечер, да немаме киксови технички и од временски аспект, да може тоа да биде одржано надвор, да биде убаво посетено и да ги поканам во оваа прилика, значи сите прилепчани во недела да се упатат на плоштадот Александрија да го гледаат овој настан. Ова практично ќе биде и генерална проба пред пивофестот, би Баш рекла. така. Баш така се поклопија термините, некако овој месец имаме најмногу настани и онака идем после друг, што не е лошо. Јас сум за секогаш да има што повеќе настани и драго ми е што ова ќе биде, како што спомена, една генерална проба за да видиме пулсот и расположението на прилепчани, дали е повторно на онаа вистина како што знаеме. Прилепската публика, јас секогаш велам, е вистински барометар, вистински прилепската публика едноставно знае што е квалитет. Не дека сме ние прилепчани. Во Прилеп се знае и најдобра представа која е и кој е најдобар пејач. Едноставно прилепчани не умеат лице да прават, директни се, отворени се и вистинските уметници умеат да ги препознаат и да ги наградат со аплаузи. Останува да имаат само слободно време, да дојдат да го посетат фестивалот. Останува да имаат слободно време, слободна волја, да се ентузијастички, тие малку расположени. Во последно време ми се случува навечер кога излегувам да се прашувам каде се луѓево. Значи, не е Прилеп во лето како што сум го знаела, онака посетен од многу луѓе навечер, да се излезени, да се полни кафеаните, кафичите. Јасно ми е дека летната печалбарска, да речем, привремена миграција го направила своето, луѓето дека се поголемиот дел младите по странските држави и така натаму, но се прашувам што се случува со оние наши генерации. Дали сите тие седат дома и дали толку немаат желба и мотивација да изгледат онака во град, да се дружат со своји сограѓани. Значи, буквално ни опадна дружењето после короната, луѓето некако се повлечени, нешто се случи и бараме начин стимулација повторно да се дружиме. Тоа е она највредното, јас барем така мислам. Јас би рекла дека е период на рехабилитација од короната. Тоа може е вистински термин, точно. Точно, ни треба време. Ни треба време и ни треба одредена провокација за да може да се излезе надвор, некој повод за да се излезе надвор. Во случајов е навистина добар повод, уште еднаш ќе повторам, а продолжуваме и со другите теми. Значи 20 часот, Камена бина, плоштад Александрија, во недела бидете таму, бидејќи навистина ќе има еминентни звезди кои што ќе го пренесат своето расположението на иселениците од каде што доаѓаат од различни земји и ќе можеме слободно да запееме, да заиграме, точно да се така, чувствуваме опуштено, баш онака, да. Да. Ќе прашам во однос на интересот, бидејќи организаторот рече дека од
рече си од цел свет има нашинци кои што ќе дојдат. Каков беше интересот и како се одзваа на поканата да настапуваат на фестивалот? Конкретно за составот на изведувачи, нивната покана и концепцијата е дел од стратегијата на уметничкиот директор, значи организатор и уметнички директор Ордан Ристевски. Тој директно разговараше со гостите кои ќе бидат и знам од она што ми го пренесуваше дека до последно, значи се случуваа рокади, од причина што многу од изведувачите сакаат да дојдат летово, меѓутоа излегуваат некои непланирани околности, некој требаше да се оперира, па не стигне и така натаму, така да претрпуваше списокот малку видоизменувања. Имавме интерпретатори, например Благоја Груевски, кој што мораше да замине баш овој период на годишен одмор, не можеше тоа никако да го помести, така да отпадна и неговото учество. Но во секој случај мислам дека и овие кои се веќе на списокот, дека навистина заслужуваат внимание од публика, затоа што, како што спомена, се своевидни доајени на песната и дека ќе биде тоа убава вечер. Што се однесува до интересот, нас ни е најавено, значи, за други градови кои сакаат да дојдат да ги гледаат овие пејачи, конкретно пензионерките од Скопје, од Лозе клуб, мислам дека се викаат, преку социјалните медиуми, постојано прашуваа кога почнува фестивалот, затоа што сакаат организирано да дојдат со автобуси да го следат. И сега тука се јавува еден технички, да речам, момент, затоа што ние тука на плоштадот немаме, значи, простор за следење, за седење, мислам, буквално. Да. Така да се надевам дека општината е во оваа прилика и да ја поздравам, која што најде слух и разбирање да помогне од технички аспект, да даде една лобистика, дека ќе ни помогне тоа сето да биде убаво организирано, да можат постари луѓе кои ќе дојдат да имаат место за седење, да го следат, оти ќе трае сигурно малку подолго, па бара внимание, постар човек треба да има свое седиште некаде да седни, не може да очекуваш да го престои фестивалот како младите луѓе. Така да има најава дека ќе има публика, а ние се надеваме дека самиот фестивал и гостите кои ги најавуваме ќе предизвикаат внимание за да дојде публика. Уште еднаш повик да општина Прилеп да помогне во однос на логистиката, бидејќи како што рековме се очекува публика, но сите тие треба барем малку и да подседнат, да се одморат, а не само да стојат 20 изведувачи, тоа би било некаде околу 3 до 4 часа, не е мал период на време. Би те запрашала во однос на фестивалите. Значи Прилеп си го врати имиџот на фестивалски град. Да, после толку време. После толку време ги следеше, предпоставувам, фестивалите, Мелфест беше периодов. Да, ги следев од Прилеп фест, кога почна. Еве сега не очекува Пивофест, ни се врти низ глава, затоа го спомнуваме. Значи некаде од март кога почнаа фестивалските случувања, април така беше Прилеп фест, па понатаму Мелфест, во меѓувреме се случија Валандово фестивали, јубилејни и така натаму. Мислам дека убаво е што ова лето онака здивнавме и без оптеретување, без маски се вративме на настаните, а посебно ми е драго што Прилеп живна културно, затоа што минатата година буквално немаше никакви некои посебни културни случувања. Ние знаеме како прилепчани дека нашето поднебие е уметничко, а овој народ духовно се храни со уметноста, го одржува. Знаеме дека песната и најпознатите реномирани изведувачи потекнуваат од Прилеп, и глумци, не само, значи, музичари. И токму затоа Прилеп фест го поддржав како настан, што повторно се враќа на сцената, иако на некој начин позадината на тој фестивал, како јас умеам да кажам, понекогаш е од финансиски аспект, барем кога станува збор за организаторите, сепак повторно ќе дадам поддршка, затоа што песната кога тогаш обстанува, дури и кога има некоја позадина, сепак песната предност има пред сите други работи. Така да го поддржав тој настан, бев на тој фестивал, имаше што да се види. Единствена забелешка за тој фестивал, што морам вака јавно да ја соопштам, е дека беа занемарени прилепските интерпретатори, изведувачи. Значи, ако се организира нешто во Прилеп, нормално е да имаат предност и прилепските изведувачи. Значи, не може Прилеп фест да се видка, а од секаде гости од Прилеп најмалку.
На тоа мислам дека требала да реагира општината како соорганизатор, односно тие му дадоа голема поддршка на тој фестивал и финансиска како што знам, и мислам во тој аспект дека имаше голем пропуст, затоа што реагираа нашите реномирани прилепски изведувачи дека ниту биле поканети, ниту знаеле дека ќе се случува таков фестивал. Билјана, колку не достигаат фестивалите, значи периодот не само короната, уште пред појавувањето на короната, значи изминативе 2 години и претходно, некако како да замреа фестивалите во Македонија. Од една страна, од друга страна пак естрадните уметници им не достига тоа, бидејќи креативноста како да спласна. На што се должи тоа? Требаат ли фестивалите за поттик или пак нешто друго се случува? Во однос на фестивалите, ние сме држава што има најголем број на фестивали, затоа што кај нас се што е ново естрадно се одвива преку фестивалите. Ние немаме машинерија продукциска како што има Србија или Бугарија, соседството, кај што големи продукциски кујки, значи со многу музички емисии ги промовираат новите естрадни случувања. Кај нас се тоа оди некако како тивка вода преку фестивалите и затоа тие фестивали беа на пиедестал. Меѓутоа, оној момент кога медиумски фестивалите стагнираа, тоа значи дека само Валандово се пренесува во живо, мислам, истата вечер, се друго е одложена снимка која што оди во некој термин кој никој не знае дека се емитува фестивал. Сите сватија дека тие пари кои се вложуваат во фестивалите немаат буквално никаква исплата. Затоа што еден интерпретатор треба да плати автори, авторите за фестивалите имаат нормално трошоци околу снимањето, од друга страна продукциски повторно ако се снима спот едно друго, сето тоа чини пари. И на крајот за таа песна, ако фестивалот не биде емитуван во некој ударен термин, никој не ја слушнал, не ја видел и на некој начин не им се исплати тоа учество на фестивалите. Така да мислам и во тоа лежи причината, затоа што своевремено сите знаеме, значи и во Радио Соник кога работевме, фестивалите беа по 3 дена најмалку се одржуваја и тоа беше ударно на програма, секој ден се зборуваше за песните, се емитуваја. Престиж беше онака да добиеш снимка и да ја емитуваш во моментот кога се одлучува, се одржува фестивалот ексклузивно. А сега, например, ништо не предизвикува некој впечаток. Социјалните медиуми се сега актуелни, некој ако емитува на социјалниот медиум некоја снимка, па така да разбереш дека некој снимил песна и тука завршува приказната. Ајде не споредба, рековме дека сме далеко од Србија и од Бугарија во тој дел. Естрадната индустрија ја нема кај нас. Дали барем има некакви зачетоци, бидејќи, еве како што рече и сама, врската меѓу медиумите и естрадата како да бледне, како да ја нема. Но има ли некаков зародиш за да се почне некаква продукција која што ќе прави промоција поголема на македонската естрада? Неколку пати имаше обиди за музички телевизии, колку што знам од неколку продукции, и сите тие обиди пропаднаја. Од причина што сите тие музички телевизии или продукции кои се обидоа такво нешто да направат, го гледаја личниот интерес. Иако беше ставен акцентот дека тоа е, например, во интерес на државата, во интерес на уметниците, се покажа дека не е така. Оној момент кога естрадата свати дека е селектирана финансиски, од финансиски аспект, таа се повлекува. Затоа што кај нас уметниците не се толку, немаат таква диаспора, не се така подкрепени финансиски да може да се дозволуваат луксузни некои проекти, боли глава, што велат сега младиве, некои проекти со високобуџетни спотови и слично. Така да мислам дека едноставно не гледам некоја продукција која може да влее надеж или да се ослонат музичарите да речат тоа е тоа. Најмногу од сите работи ин продукција од она што можам да го видам вака тековно, мислам дека тие се најприлагодливи за стандардот наш. И тие се нормално подкрепени од диаспората, од Австралија, и тие на некој начин ценовно можат да одговорат на потребите на нашите уметници, меѓутоа тоа е далеко од оној професионализам кој ние го посакуваме или го се споредуваме со однадвор, значи уметниците. За нас се уште Србија е прозорец кон светот. Точно. И така ќе остани, сакале ние тоа да го признаеме или не. Многумина се фрустрираат од уметниците кога
ќе сватат дека мораат огромни пари да дадат во Србија, па дури се одлучуваат да ги дадат тие пари во Србија, мислејќи дека тоа ќе им се врати, отколку да вложат пари овде во Македонија, затоа што се убедени дека во Македонија нема да се исплатат тие пари. И тука е тој парадокс кој се случува. Значи, и менталниот склоп на наш и професионалниот склоп. Ние едноставно не сме навикнати да испорачаме навремено договор како што ќе се договориме да биде тој изведен, како што ќе се договориме, кај нас работите бавно се движат, споро, се слушуваат кушлуси. Еве неодамна сега да направам една дистинкција. Бев на еден настан на промоција на Абре Македонче спотот во Скопје. На Балкан Бенд. Да, на Балкан Бенд и тоа беше спектакуларна. И промоција, и видеоспот, се значи што видов беше врх. И она што го сватив е дека тој спот, ете ние имаме режисер за да направи таков спот, значи високо професионален скап спот, меѓутоа се правил 3 години 4. Значи, кога вие ќе слушнете дека за еден спот таков да потрошите 3-4 години, тогаш се обесхрабрувате. Тоа е предолг период за спот. Во Србија тоа сето многу брзо оди, многу брзо се реализира. Спотот вистина има голема вредност, но временски и финансиски бара вложување таквиот проект и мислам дека треба да се јави продукција која што ќе може да обслужува голем број на луѓе за да понуди нешто како гранд продукција, она што го работи, барем студиска форма на брза промоција на песните и така натаму. Кај нас сето тоа оди многу споро, финанси нема, професионалци нема и тука е главниот проблем. Се наметнува прашањето околу тоа колку може тука државата да помогне, бидејќи во секој случај вистинското културно обележје е и музиката која што не одржува нас како народ на крајот на краиштата. Да. Во некогашна Југославија државата помагаше. На почетокот од осамостојувањето исто така државата помагаше. Има ли начини како државата да помогне? Има начини, јас само не знам во оваа наша држава кои се тие што ги вработуваат во тоа Министерство за култура и за образование со онакви проекти кои што доставуваат за поддршка и помош на естрадните уметници, воопшто на културата. Значи, ние како новинари се соочуваме со парадокси кога ќе излезат тие списоци кои се ги помогнале, кои отпаѓаат од таа помош, кои добиваат помош. Ние тие кои добиваат помош не ги ни познаваме. Значи, буквално такви парадокси нас не се случуваат. Ако прашаш веднаш добиваш некој банален одговор, кој ниту има оправдување за тоа ни нешто, ниту можеш на некој начин да се жалаш, да оспоруваш или едноставно со пишувањето да можеш да предизвикаш некаква промена на тие списоци. Не, значи инертно некој по службена некоја должност се прават некои проекти кои буквално немаат оправдување. Се случуваше разноразни киксови со фестивалите, Макфес и слични големи фестивали на кои што се одлучуваат да бидат доделувани финансиски награди, кои повторно беа местени, околу нив имаше разноразни приказни дека преку гласања организирани се доаѓа до таа сума. Значи, таа сума која што одлучуваат да ја доделат не е практично и прагматично вложена на места кај што стварно ќе донесе резултат. Него се прават само некои игри, да се замачка некоја ситуација, да се искористи моментот, да се соберат парите, да ги добија некоја лоби група која во тој момент е поблиска до тие организатори или моментално нели политичка структура која е на позиција. И на таков начин се распределуваат парите. Неодамна исто така имаше реакција на Евто Пупиновски, еве да се осврнам и на тоа, за ЗАМП. Значи, тоа е една институција која што прва е задолжена за авторски права, за распределба на тие тантиеми и слично, дека и таму работите не се чисти, дека и таму има местенки на тие списоци, дека и таму не е релевантно кој е поред тоа емитување, дали е баш така изведено по медиумите како што ми им се исплаќаат тие тантиеми. Имаше, значи, шпекулации за многу познати личности дека се инволвирани во тој скандал. До ден денеска ниту нешто е чепнато, ниту расчистено, ниту е почнато за тоа да се дискутира јавно. Сите новинари читаат и се повлекуваат да не се замерат со председателот, да не се замерат со
одговорниот уредник, да не се замерат со не знам кој и се повлекуваат. Значи, проблемот е во таа уплашеност, во таа наша поставеност, во тој наш ментален склоп, дека ти како новинар нема да функционираш ако се замериш со еден, ако гласно го искритикуваш другиот и као кјути си, продолжи си, да си работиш како што треба. Јас реков, имам среќа што мојот медиум е надвор од државава, па на некој начин не сум толку ограничена да имам страф. Иначе до сега сум убедена дека моите некои текстови кои беа објавени, дека да беа од наш медиум, ќе беа или тргнати, или ќе ми беше навреме речено престани да чепкаш на оваа тема, тргај се настрана и така тоа кај нас функционира. Јас сум искрена, нека знаат слушателите дека така се поставени работите кај нас и нека не се криви новинарите, како што најчесто мислат дека проблемот е во новинарите, проблемот не е во новинарите, туку новинарите се во една подредена улога во нивните медиуми, телевизиски кујки, радија, каде се, затоа што добиваат притисок од уредниците, а уредниците се знае од некои други фактори и тоа така ланчано се одвива. Токму заради тоа, мислам дека и ќе се сложиш, се помалку има текстови за уметнички критики, особено за музичката естрада и просто јас сум зачудена од она што се сведовме на само пренесување на политички настани. Точно. И одредени работи кои што се суштински, кои се однесуваат на теми од животот, од секојдневието, а културата е запоставена. Па ми се чини дека се ретки тие кои што се осврнуваат на некаква културна критика, а уште помалку на музичка критика. За културната критика, мислам, секоја чест треба многу познавање, многу следење на тие сфери, било тоа театар, изложби, ликовни уметности и така натаму. И тоа треба да се цени, меѓутоа тоа кај нас не е платено. Јас затоа мислам дека и нема, се помалку има вистински критичари кои се занимаваат со културна критика, естрадна критика, еве велам се броиме колку новинари останавме и претежно и нас, мислам, банално е да зборуваме за естрадна критика која што добива закани, мислам. Кога ние имаме политички моменти кои што се многу поголема тежина имаат и многу се поспецифични и сега ние да зборуваме за некоја естрадна критика која доживува закани. Меѓутоа верувајте, тоа е ментален склоп. Тој што научил на таков начин да функционира, па дури кога се естрадни текстови во прашање. Мене понекогаш ми е смешно за банална реченица кога ќе ми замеруваат или кога ќе ми се јават зошто вака кажа, зошто вака напиша и слично. Значи, ние се уште не сме на строго ниво на критика кај што можеме буквално да го решетаме, да речам, некој изведувач. Него се држиме уоквирно каде што има некоја замерка, нагласуваме и тоа им смета. Луѓето станаа многу осетливи на критика. Нашите генерации не учеа дека критиката изградува, не навредува. А сегашните генерации сметаат ако нешто критички им нагласиш, дека ти со тоа автоматски сакаш да ги тргнеш, да ги поништиш, да ги девалвираш. Значи, погрешен став тотално. А дали тоа значи дека се оно што ни се случува како моментум, како период се пресликува во естрадата? И има ли излез од сето тоа? Може ли некако поинаку да се функционира? Барем ако не друго, да ги земеме примерите од соседството, како што рековме, бидејќи таму некој период имало некаква стагнација. Ние се сведовме во овие две изминати години на пандемија, на снимање на спотови, некогаш и од дома, за разлика од тоа, да речеме, во државите во обкружувањето се одвива и настани кои што и покрај тоа што имаше корона, работите се движеа напред. Точно, кај нас многу се гледа иднината? Да. Искрено не гледам некоја иднина сега за сега, познавајќи го начинот како се организира естрадава, значи има некој естрадно новинарско, не естрадно здружение, така се вика, кое што работи на некаков статус на естрадните уметници да обезбеди. Тие најавија некои лиценци, кои музичарите треба наводно да ги имаат за утре други ден кога одат по тие веселби приватни, по тие забави и така натаму, да може на тој начин да функционираат, па преку таа
да речам, форма, да можат утре други ден да добиваат некаков си статус, некакво си пензиско осигурување и така натаму, но досега само се најавуваат таквите форми кои собраниски треба да поминат како предлог закон и така натаму, ама години поминаа никако да поминат преку тоа собрание или да се оформат како закон. Не гледам дека има нешто практично за музичарите досега предложено. А во однос на продукцијата? Во однос на продукцијата конкретно мислам дека има на некој начин потенцијални млади личности кои што сега се разбираат во оваа технологија, кои можат да работат убави спотови. Меѓутоа, повторно велам, тој финансиски момент е проблематичен затоа што нашава естрада не е научена да вложува многу во спотови. Зошто ќе речете? Затоа што таа еве и да одлучи да сними скап спот, нема кај да го емитува тој спот после тоа. Значи, нашите телевизиски куќи не практикуваат да вртат домашна музика. Значи, турски серии постојано нема термини за македонска музика. Немаме музички емисии. Кои се? Чубокс, Мерак Меана, тие се музички емисии. Ние немаме некои телевизиски канали кај што знаеме, например, да вртиме дека ќе има македонска музика. Ние го гледаме Канал 5 затоа што ги емитува српските програми, нивните шоу програми и редовно ги гледаме, ги знаеме термините. А за македонски емисии, Мерак Меана во недела кога оди не знам и Джубоксот на МТВ, и тоа се неколку емисии музички кај што не можеш ни буквално да видиш се што е ново, што се понудува. И затоа мислам од тој аспект дека нашите естрадни уметници имаат оправдување за тоа што не вложуваат многу во тие спотови. Нема кај да му се емитуваат. Пандан на тоа има ли музички звезди Македонија? Има ли звезди во подем барем, ајде да кажеме? Да, има талентирани музичари, морам да нагласам дека има и драго ми е што има. Ние имаме, например, од секогаш сме имале гласови со кои што не можат србите да се мерат буквално онака кога би гласовно би споредувале. Една Анита Мицевска Молика направи бум, значи има толку многу обожаватели широм светот и кај нас е нормално популарна, али јас не гледам нешто да добила посебен некој статус затоа што направи таков успех и така натаму. Потоа Елена Андоновска исто така врвен интерпретатор, таа е член на Танец. Во Танец е Сузана Спасовска, се уште непревазиđен, да речам, вокал, дефинитивно пејач со вонсериски гласовни способности. Нормално таа е од постарата гарда, меѓутоа велам и од поновите. Еве да ја споменам и Дани Даниела, таа често во Прилеп настапува. Дани Даниела исто така е убав потенцијал, млад вокал, млада пејачка звезда, која што е вака пакет би рекла, како што сакам естрадно да речеме, и убаво изгледа, и солидно пее, и убаво се однесува, што е многу важно за една естрадна звезда. Она што мене лично ми смета е што, например, некои продукции, сакајќи да пресликаат модел од Србија, се обидуваат да направат пејачки кои што треба да изгледаат како старлети. Добро, тоа е во ред. Естрадата сака убави атрактивни лица, тоа е во ред. Меѓутоа мора да има во тој пакет малку глас, мора да има некој квалитет за да опстани. И Брена своевремено беше на некој начин за представник на таа, да речам, атрактивна на тој нов бран. Да, на тој бран. Меѓутоа, таа беше суров професионалец, се покажа дека до ден денеска е како професионалец не помината. Едноставно во таа сфера треба постојано надоградување, постојано вложување, постојано пратење на трендови и вежбање, да се знае кога се излези да се пее. Не само плейбек. Плейбекот е за некој настап и за сите не е. Затоа велам, имаме таленти, имаме конкретно и автори кои што се за пофалба, еден Дарко Илиевски е многу добар аранжер, Никол Чемицевски исто така одличен композитор. Значи, имаме во сите сфери квалитет, меѓутоа колку тој квалитет ќе може да дојде до израз во однос на сите други околности кои што не ни одат во прилог, не можам да тврдам. Дај Боже да се променат работите и да имаме простор, квалитетот да има предност пред се друг.
Во однос на менаџирањето на оваа состојба, ние сме имале многу гости од македонската естрада, и од фолк, и од забавната музика. И она што беше како заклучок наметнато од нивна страна, сега генерализирам, беше дека македонскиот пазар е многу мал, но јас не би се сложила со тоа, затоа што македонската песна и изворната и новосоздадената се слуша насекаде. Точно. Затоа што нема јазична бариера. Србија е блиску, Хрватска, Црна Гора, македонската музика веќе има знак, стил и препознатливост, Да. имидж. Точно, бренд. Значи не е тоа Па проблемот е горде како во се што правиме македонците, не знаеме да се брендираме. Значи тука е на главниот проблем. Ние и со храната тоа го правиме, и со се, дека не знаеме да се брендираме. Конкретно музиката ни ја земаат бугарите, ни ја ставаат на YouTube, накуцувате некоја македонска песна, прво ви се појавува бугарски изведувач. А вие знаете дека е тоа македонска песна. Во старт сега велат, мешаме политика. Не е тоа, мешаме политика зашто така се поставени работите. Никој нашите изведувачи не ги заштитил ни преку YouTube, не се едноставно брендирани на некој начин дека тоа е македонска музика и дека таа музика, може би сме ние мало, како што рече, мал пазар, но од друга страна брендот нема врска со мало големо, да. Едноставно, јас себе конкретно од Австралија имам информација дека македонците се публика која што најмногу посетува музичко-културни настани. Значи, велат таа диаспора, и србите, и македонците, и од другите, нели, бивши држави, босанци, така натаму, одат на тие настапи, али како македонците што сакаат музика и поддржуваат такви настани, буквално никој. И на тие забави кои се одржуваат таму, значи нашите пејачи одлично поминуваат кога одат на гостувања. Се по неколку недели, да не речам и месеци, присутни преку океан, на турнеи. Така да тие се ценети што нивните концерти се посетени таму. Не може да речеме дека не се нашите интерпретатори, затоа што сигурно одат и од другите републики да ги слушаат. Меѓутоа проблемот е во брендирањето. Ние едноставно не знаеме, не научивме ниту да се цениме, ниту да се вреднуваме. Кај нас е се така ефтино, купи ден помини. Тоа се случува во многу области и во музиката. И постои некое разочарување и кај интерпретаторите дека тоа не може да се промени, и тука е главниот проблем. И дека така ќе остане. Да. Затоа што гледаме 30 години поминаја, ништо не се променува, само некои реформи се најавуваат, а никакво практично на дело немаме никаква промена, ниту заштита на некој статус. Па еве, конкретно националната пензија што се доделуваше на истакнати уметници, укината е. Што понатаму да зборуваме, значи, ако најпознатите наши репрезентативни грла што пееле по 40-50 години не можат да дојдат до една основна пензија во животот, тогаш државата, значи, на никаков начин не ги стимулира. А се може во животот да се случи. Денеска да си на врвот, популарен да пееш, утре да не можеш да преживееш. Во оваа држава е така. Јасно. Билјана, на крајот само ќе те запрашам, бидејќи следиш многу фестивали, си во контакт со најголемите естрадни звезди од Македонија, некоја случка која што ти останала во сеќавање? Сега ме фати неподготвена. Добро, имало многу ситуации, многу случки. Некогаш кога ги гледам вака пејачиве на телевизија или на некој настап, во моментот ми текнува дека нешто се случило и дека ете нешто. Еве да кажам, можда за Гоце Арнаудов да го спомнам, Бог да го прости. Тој беше голема звезда, меѓутоа имаше многу пргав темперамент, да речам, беше така многу темпераментен, брзо се лутеше, брзо му поминуваше, ама знаеше да изреагира бурно. И со него бев секогаш во убава релација, соработувавме професионално, беше многу спремен како професионалец, значи ќе му се јавите вие за емисија и тој буквално прашува само кога и каде. Не постоеше дека не може или дека има настап и дека не може да дојде. Се случуваше ако му кажете дека 3 пати треба да изведи песни или 3 пати да настапи со некоја песна, да праша само колку песни, 2 или 3 и буквално да ја планира гардеробата за 3 настапувања. Да. Значи ако немате гардероба, каде тој во колата ќе влезе, ќе се преслекува, ќе се облекува и секогаш ќе биде различен на настапот. Она професионалец во вистинска смисла на зборот. Меѓутоа на едно Валандово,
кога бевме и доби втора или трета награда, не се сеќавам точно, а првата ја однесе Војо Стојановски. Тие беа лути ривали со Војо Стојановски. Јас седев на првиот ред кога ги доделуваа наградите, без да имам предвид дека камерата ме снима од македонска телевизија, оној момент кога ги доделуваат наградите. И го соопштија Војо Стојановски дека е лауреат и аплаудирав нормално, што мислам дека е најкуртоазно. Да. Некоја комисија одлучила дека тој има најдобра песна и аплаудиравме. Воопшто не видов дека во репортажната кола Гоце го гледал. Сето тоа и кога излегов позади сцената, добив такво викање, истиот момент, јас си однесов за тоа што не ја доби првата награда. Ти вакво нешто да направиш, ме разочара најмногу, од тебе не го очекував. Викаше тука, јас просто не знаев зошто и што направив за така да го разочарам. Свати во моменто дека заради Војо нешто, да аплаудираш онде, да се воодушевуваш. Толку беше лут за тоа што не ја доби првата награда, дека ја доби Војо, што буквално претемпераментно реагираше. Почекав да му помини таа лутина, сето тоа, а после тоа се видовме, му реков доста како мало дете реагираш, мислам, мораме да аплаудираме, едноставно ние сме дел, од тој настани да ја поддржиме одлуката на, а тоа веќе, ако ти лично сметаш дека те девалвирала втората награда како изведувач, има начин како да реагираш, да изразиш тој свој револт. Тој не излезе ни да ја подигни наградата, толку беше лут, меѓутоа се сеќавам дека баш тоа е една ситуација кога се најдов во непријатна ситуација, без да сметам дека нешто сум направила погрешно, ама такви ни се звездите, некогаш се разгалени, некогаш се лутат, точно. И ние се навикнуваме на тој темперамент со тек на време. Така. Ти имаш сигурно многу згоди и незгоди, Фала. бидејќи во секоја креативна професија има и малку суета која што доаѓа до израз. Јас се надевам дека повторно ќе те имаме гостинка во нашето студио. Фала ви многу, убав муабет си направивме, се опфативме така на блиц. На блиц. Се надеваме дека ќе има можности да соработуваме професионално, да продолжиме со нашата не само пријателска, туку и професионална соработка. Во секој случај драго ми беше. И мене исто. И уште еднаш да подсетиме, внедела во 20 часот на Камената бина, плоштад Александрија, бидете таму, бидејќи ќе се одржува второто издание на Иселеничкиот фолк фестивал со еминентни звезди од Македонија и пред се од диаспората. И песни кои што се препознатливи, верувам дека ќе предизвикаат за ваше многу добро расположение.